Добар ден, криптоентузијасти, после кратката пауза продолжуваме со активна работа на нашиот канал. Значи, понеделник и вторник одмаравме, имавме краток лайвстрим вчера, мора некои работи да бидат кажани, но денеска почнуваме со официјалната програма. Со тоа што, нели, сега ова видео е снимано во среда, тоа е 29 јануари, вие го гледате на 30 јануари на нашиот канал. Со тоа што верувам дека успешно помина лайвстримот за Федералната резерва, кој што беше од текот на вчерашниот ден. Доколку не сте го погледнале, погледнете го, верувам дека има доста битни информации во однос на анализата на овој состанок и неговата пресконференција. А во текот на оваа недела нормално ќе обработиме материјали според вашите гласови. Значи, ова се вашите гласови, каде што гледаме дека редоследот на бараните материјали е Altcoin вести, техничка анализа на пазари, па потоа вести и економија, што значи дека ќе ги обработиме во текот на наредната недела. Едноставно нема да има доволно време да ги обработиме сега, а како неделно победник за специјално неделно видео е BRICS и дедоларизација вести. Со тоа што може да погледнете, значи јасно според гласовите сме ги определили овие одлуки. Пак ќе кажам, значи на крајот од денот ние правиме оваа програма на ваше барање според ваши интереси. Така да, како што кажеме, првите 2 дена моравме да одмориме малку, значи иако не одмаравме, верувајте ми, работев на презентацијата за Велес, е негде околу 32 слајда, полна со информации, е како една кулминација на сите досегашни предавања во Crypto Hub Malta, каде што ќе собереме се што моментално сме направили, ќе направиме една супер презентација достојна за Велес, достојна за нашата публика, која што ќе биде представена само пред македонската публика. Сега, на страна за тоа ќе поразговараме малку подоцна. Значи, како што кажавме, во текот на вчерашниот ден, Федералната резерва и лайвстримот кој што го имаме во 8 часот на 29 јануари, денеска го гледате видеото за Altcoin Investi, кој што веќе беше доставено на нашата Patreon земјица во текот на вчерашниот ден. Очекувајте од до утре понатаму во редослед да имате прво техничка анализа на пазари. Сабота, многу битен, значи ќе имаме лайвстрим 8 часовен во кој што ќе разговараме, тоест ќе анализираме алткоини по ваш избор, техничка анализа, така да дојдете, верувајте ќе биде интересно, негде после 4-5 часот почнуваме, 8 часа без прекин, достојно за македонската публика, значи да го скршиме претходниот наш рекорд од 6 часа, верувам дека ќе биде интересен, значи едва чекам. И нормално во недела очекувајте да го имаме видеото за нови вести во однос на BRICS и дедоларизација, кои што се доста битни. Гледаме битни поместувања и нормално со тоа предложивме дека можеби е паметно да имаме вакво видео, а тоа нормално го избравте вие самите. Сега овде, како што ви ќе кажаме, значи за оние кои што потенцијално не знаат, нашите официјални видеа, тоа е Гимиџија видеото, моето лично видеото, тоест портфолиото кое што го работиме за каналот. Значи ова не е моје единствено портфолио, да се разбереме. Ова е портфолиото кое што го работиме од почетокот на каналот, со цел да објасниме што и како правиме на пазарот. Второто портфолио нормално е портфолиото на каналот, кое што е многу поагресивно и е направено со цел да соодветствува со моменталната состојба на пазарот, каде што се наоѓаме во последната година од бул маркетот. И двете портфолија може да ги најдете многу едноставно на линковите од лева страна на нашата Facebook страна, а тоа се овие два линка на CoinGecko, кои што ќе ви дадат постојано јавно да ги следите нашите две портфолија. Дополнително, многу битна работа, уште еднаш ќе ги замолам сите оние кои што дополнително се уште не се пријавиле. Значи во фичер, тоа е веднаш под практично првите слики, како што може видите на самиот канал. Значи ќе го најдете настанот на нашиот канал во Велес на 9 февруари. Така да, доколку не сте се пријавиле, би ве замолам да се пријавите за да имаме прилика идеја колку луѓе очекуваме. Погледнете и сами, значи очекуваме повеќе од 200 луѓе присутни. Со тоа што 192 и 134 заинтересирани, верувам дека ќе имаме повеќе од 200 како ништо. Значи ќе биде full house, така да повелете во кафе бар пијано. Наскоро ќе имаме соодветни постови во, затоа и ви велам. Значи ако се пријавите дека доаѓате, оваа група, така речено, која што е подгрупа на нашиот канал, ќе ви достави соодветни постови кога ќе дојде времето, каде што ќе знаете како да стигнете до локалот кафе, како беше, се извинувам, кафе бар пијано, како потоа да да паркирате, дополнително каде се најблиските локации за паркинг, така натаму ќе имаме две костеси кои што ќе ви покажуваат како да стигнете до самото место. Уште еднаш ќе напоменам дека ќе биде доста интересен настап. 5 часот почнуваме со предавање, очекувајте дека ќе трае околу 1 час, час и половина, потоа ќе имаме прашање од седницата, се што ви интересира, знаете, фристайл, кај мене нема ништо подготовки за вакви работи. И потоа продолжуваме со локален бенд кој што ќе не забавува во вечерните часови. Значи идејата е да направиме еден офлайн митинг каде што ќе се најдеме сите
како заедница, поточно и ќе се запознаеме еден со друг, верувам дека ќе биде доста интересно. Ова е прва од многу вакви, ве уверувам. И нормално зошто го велим ова, затоа што уште еднаш ќе напоменам, овдека е нашата Patreon заедница која што помага ова да стане реално. Значи сите трошоци во однос на нашето доаѓање, значи транспортни трошоци, таму трошоци во однос на организирање на овој настан, бенд и така натаму е покриено од нашата Patreon заедница. Тоа се практично македонци ширум светот кои што со своите донации ја финансираат нашата работа и стануваат дел од оваа наша приватна заедница на македонски инвеститори. Сега, што уствари е позитивата во сето ова? Значи, покрај тоа што ни помагаат да можеме да направиме што повеќе, уште подобра материја за описменување на македонскиот народ во однос на инвестирање, макроекономија и блокчейн технологија, дополнително истите добиваат привилегии на нашиот канал, меѓу кои едната е и како што веќе кажеме, ова видео веќе беше достапно во текот на 29 јануари, кој што го погледнаа прво нашата Patreon заедница, а потоа и достапно на нашиот канал. Значи сите содржини постојано се достапни за сите македонци, со тоа што први секогаш има, приоритет членовите на нашата Patreon заедница заради тоа што ни помагаат финансиски да го дигнеме каналот на уште повисоко ниво, така да заблагодарите се на овие членови кои што помагаат што повеќе и што подобро да работиме на нашиот канал. Гледате дека имаме повеќе од 300 членови моментално. Тоа е првата привилегија, втората привилегија е пристап до нашите чатови. Значи имаме доста чатови на најразлични теми, како што може да видите, каде што заедницата екстремно помага како во прибавување информации, така нормално во меѓусебно едуцирање, одговарање на своји прашања. Гледате, значи имаме и посебно место каде што секој што го интересира поставува прашање, гледате дека сите прашања се одговорени горе или доле од прилика од целата наша заедница. Значи идејата е дека на сите овие чатови на различни теми може да најдете многу информации и една многу активна заедница. Овдека се директните пораки, кои што јас ги одговарам еднаш дневно на сите наши членови, како и посебната група на Криптофил. Целиот свој материјал за yield farming го споделува со нас на оваа група постојано и нормално ова е практично за еден на еден со мене, доколку некој сака да закаже сесија директно со мене и дополнително еднаш месечно, значи покрај сите овие привилегии, добивате и лайвстрим кој што го правиме на Microsoft Teams, каде што присуствуваат поголемиот дел од членовите на нашата заедница и разговараме за сите нивни прашања, за сите предлози за заедницата како да ја подобриме, така да крајно демократски, значи на оваа би рекол наша платформа, на вистина соработуваме, на вистина растеме како заедница. Така да повелете, станете дел од истата, а нормално многу лесно може да го најдете линкот до истата, значи во било кој од нашите видеа, во дескрипција ќе го најдете линкот до нашата Patreon заедница. Дополнително, затоа што имавме многу проблеми во однос на луѓето кои што сакаат да платат годишна членарина. Значи, најголемиот проблем ни се јавува на Patreon апликацијата, затоа што поради некоја причина банките ги блокираат трансакциите на луѓето кои што плаќаат месечна членарина на нашата Patreon заедница, Patreon апликација. Поради ова го направивме овој дел, а тоа е практично да можете со крипто да платите годишна членарина и да не мора да се секирате 12 месеци. Гледате и сами, значи овие 20% попуст како на самата апликација, така и на оваа опција, значи ви остануваат исти, така да 20% помалку за годишно членство. Уште еднаш ќе напоменам, со ова ни помагате нас, а си помагате и самите себе си да бидете дел од најактивната инвеститорска заедница во Македонија. И нормално, само следете ги инструкциите на овој слайд и ќе ви стане јасно како може да станете дел од нашата Patreon заедница на годишно ниво. Сега дополнително, овдека, значи, Криптогемиџија кооперацијата ни е Facebook страна која што се занимава со артикли Криптогемиџија, каде што, значи, знаете и сами, принципот на работа е дека практично еднаш месечно ќе нудиме нови дизајни на артикли и откако истите ќе завршат они, да речем, период пред производство, значи како во оваа ситуација за овие два артикли, истите ќе бидат практично порачани и доставени на секој кој што нарачал на неговата домашна адреса. Така да станете дел од Криптогемиџија кооперација, значи многу едноставно да следите оваа страна и доколку ви се допаѓа некој од овие артикли, слободно следете ги инструкциите за нарачка и нормално ние ова ќе го доставиме во текот на февруари, откога ќе бидат и произведени на вашата домашна адреса. Уште еднаш ќе напоменам, не заборавајте дека овие дизајни штом еднаш ќе заврши периодот за нарачка, истите ќе бидат пуштени во производство и потоа веќе нема да бидат достапни, така да ако нешто ви се допаѓа од ова, нарачајте го сега. И како што ви ти кажавме, значи на секое од нашите видеа во дескрипција може да најдете и membership на Patreon, како и нашата Криптогемиџија кооперација.
Тоа е се во однос на воведот, кој што знаете дека секој видео мора да го направиме, за да луѓето да знаат што имаме на нашиот канал и што доаѓа. А денес ќе почнеме со Altcoin вести. Имаме многу интересни работи за разговарање, верувајте ми, имаме многу вести, значи ние, верувајте ми, секој ден можеме барем по едно видео за Altcoin вести да правиме, но во оваа ситуација нормално ќе мораме да го содржиме тоа на еднаш неделно, затоа што имаме и многу други рубрики кои што треба да ги обработуваме. Знаете дека постојано работиме на се повеќе и повеќе зголемување на обемот на едукација на македонскиот народ. За почеток, како и секогаш ги користиме овие неколку стандардни, да речам, индикатори кои што ни покажуваат каде се наоѓа Altcoin, да речам, сферата. Гледаме дека се наоѓаме на некоја неутрална висина, моментално околу само 47, што мене ме радува, уште еднаш ќе ви кажам, зашто? Затоа што ни дава се уште време да акумулираме. Ова не ни дава да акумулираме, овдека е веќе нели високо. Значи ова е едно од најдобрите места каде што на некој начин не се премногу ниски цените, значи не е целосно доминацијата на биткоин, а повторно можеме да акумулираме. Така да ова е на некој начин средина, односно акумулација пред следниот скок. Во однос на најпопуларни и тоест најактивни проекти, како и секогаш Криптометеус го користиме, каде што можеме да видиме кои од овие проекти имале најактивен период, како во однос на годишно ниво, така во однос на неделно ниво. Годишно знаете дека проблемите се многу тешки, значи скоро и да не настануваат, тие се стандардните. Ethereum, ADA, Cardano, тоест Ethereum, Cardano, ICP, Flow, Arbitrum, Stacks, eGold и така натаму. Додека на неделно ниво, знаете дека има најчесто највеќе промени, каде што во однос на Core, тоа е практично кога овие проекти се развиваат сами за себе, односно колку работеле на самиот проект. Гледаме дека Ethereum, Cardano, ICP, Polkadot и Avalanche се првите 5 по развој, стандардно, ништо ново. Додека кога станува збор за екосистемот, овдека Ethereum е малку непобедлив, со оглед на фактот дека има најголем екосистем, а потоа Bitcoin кој што се наоѓа на 5-то место во однос на екосистемот, верувам дека ова се Layer 2-ките кои што се доста активни во последно време. Нешто на што ќе треба да обрнеме малку повеќе внимание во следниот период нормално. Сега кога станува збор за уште еден многу битен индикатор, а тоа е нормално на неделно ниво RSI, кој што ни покажува каде се наоѓаат проектите во однос на неделно ниво. Гледаме дека истите се наоѓаат веќе под нормалата, односно под неутралата, би рекол, 50, каде што поголемиот дел од нив веќе влегуваат блиску до 30, гледате и сами, значи има доста кои што се наоѓаат надолу блиску до 30, каде што и границата за препродадени коини, односно проекти. Така да ова е крајно позитивно, ќе ни помогне нормално да уште нешто поменам, се наоѓаме што поблиску до ова локално дно, да речем, на Altcoin пазарот и нормално очекуваме се тоа наскоро потенцијално да тргне во нагорна линија. Не заборавајте, значи ова е последна година од Altcoin, од bull маркетот, тоа не значи дека се треба да се случи во јануари, значи тоа е една од работите кои што треба да ги запамтиме. Значи потенцијално ова може да ескалира, дали и во првата, во втората четвртина, останува да видиме, како што веќе досега многу пати сме споменале. Значи не секој bull маркет е ист. Во некој имаме многу порано движење на алткоините, како што беше претходниот, во некој имаме многу подоцна, како што беше 2017 година. Битно е дека се уште се наоѓаме во последната година од bull маркетот и не гледам причина за паника, барем јас лично. Нормално секој од вас треба да одлучи за себе. Јас пак ќе кажам, мислам дека многу добри денови се пред нас, но нели овдека веќе секој треба да одлучи за себе си, дали му е доволно и сака да излезе со оној профит кој што го има или пак сака да продолжи понатаму и да очекува нешто повеќе. Како и да е, значи овој дел мораме да го спомнеме, знаете и сами дека ова не е финансиски совет и секој од вас нормално мора сам да направи свое истражување и да одлучи што од ова ќе примени. Сега, уште една интересна работа која што треба почесто да правиме кога станува збор нормално за Altcoin вести е криптотренд, каде што можеме да видиме дека многу јасно во однос на крипто, не на биткоин, значи кога станува збор генерално за криптотехнологијата, моментално имаме локален all-time high, кој што е практично, како што можеме да видиме, доста високо во однос на интересот на генералниот свет за пребарување за крипто, односно блокчейн технологијата. Така да ова е крајно позитивно и ни покажува дека имаме голем интерес кога станува збор за крипто. Еве ќе провериме и за блокчейн. Чисто да видиме како стои пребарувањето. Значи блокчейн, како што можеме да видиме, не е толку многу, но пак ќе напоменам, луѓето не се интересираат толку за технологијата, колку се интересираат за профитот кој што доаѓа од крипто и затоа гледаме дека крипто е моментално на огромна пребаруваност и интерес во јануари 2025 година. Тоа е позитивен знак за дека ритейл секторот доаѓа.
Сега, следна интересна вест која што ја имаме е во однос на Bitcoin Spot ETF. Значи, јас ви го покажав видеото, посебно кога зборувавме за Давос, Светскиот економски форум, каде што Лери Финк јавно пред сите кажа дека биткоин е решението, значи замислете без никакви двосмислености, директно биткоин е решението. Со тоа што и самиот повика дека моментално главните конверзации помеѓу него и сите досегашни, да речем, фондови кои што ги има сретнато, инвестициони фондови, се дали 2 или 5% да ја лоцираат во биткоин. Веќе не е прашањето дали, туку колку, се разбираме. Така да, ова е крајно позитивно, дури според неговите пресметки, доколку било кој, тоест доколку поголемиот дел од овие како да кажем фондови на капитал инвестираат од 2 до 5%, очекува дека цената на биткоин многу лесно ќе стигне до $700,000 и јас не верувам дека он зборува за овој циклус, но тоа е она што јас ви го кажувам дека вакви институции како BlackRock не инвестираат циклично, барем не циклично како нас во однос на овие 4 години циклус на биткоин, туку инвестираат на многу долг период. Така да поради оваа причина што ќе напомена, ова што го гледате овде дека од Лери Финк е живата вистина, се разбираме. И тоа он самиот многу пати напоменува зошто е се тоа. Вели, поради тоа што капиталните организации, зборуваме за оние големи инвеститори, се уплашени од тоа што може да се случи поради debasement, односно намалување на вредноста на локалните валути со прекумерно принтање, нешто што е феномен на 21 век. Гледаме дека нема до сега ниту една централна банка која што не испринтала до пичку материну, се разбираме. Така да ова е тоа што гледаме дека не само он, туку сите инвеститори се уплашени и гледаме дека тоа нормално ги тера што повеќе да дојдат на нашата страна, што за нас е крајно позитивно. Можеме да видиме дека во целиот овој период, додека имавме оној, да речем, страв во текот на понеделникот и вторникот, и понатаму BlackRock акумулира, иако имавме мал селов на биткоин, гледаме дека моментално во вторникот веќе имаме неутрална ситуација, каде што веќе од денеска среда очекувам дека сето ова ќе почне повторно да се движи нагоре. Уште еднаш ќе напоменам, еве како изгледа макротрендот, значи повеќе од јасно што се случува во однос на биткоин, погледнете и сами, значи макротрендот е во горниот десен агол. Нема што тука да се зборува, значи статистиката си го покажува своето, многу јасно гледате кој е интересот на институциите за биткоин. Сега нормално денеска не сме овде да зборуваме за биткоин, но морав ово да го спомнам затоа што знаете и сами дека најголемиот двигател на овој пазар и понатаму сега за сега останува биткоин. Сега, следната интересна работа која што мора да спомнеме е значи ова е Чикаго, самата менувачица на Чикаго, каде што вели, пазите сега колку интересна работа. Самата, значи ова е државна менувачница, бара од СЕК да се дозволи на ARK Invest и на 21 Shares, ARK Invest во однос на Bitcoin ETF, 21 Shares во однос на Ethereum ETFs, in-kind redemptions. Ако се сеќавате уште на почетокот кога зборувавме за Spot ETFs, значи СЕК беше многу јасен и не дозволи никаков тип на in-kind, значи пазете сега, што е in-kind прво да објасниме. Значи кога вие практично инвестирате во еден Spot ETF, вие инвестирате во долари, така? Значи вие практично плаќате во долари, добивате акции кои што представуваат одредена количина на ова добро, а тоа е биткоин, така? Кој што нормално оваа компанија која што го држи во ваше име треба да го држи во старателство. Сега каде е овдека проблемот? Проблемот е што во тоа, значи дозволено е само со долари. Се разбираме, значи може да купите само со долари кога излегувате од пазарот, кога сакате да го ликвидирате, да речем, поседувањето на оваа криптовалута која што ја држат во ваше име, старателите во оваа ситуација најголем дел е Coinbase на сите овие Spot ETFs. Значи вие практично може да добиете само долари назад. Вие не може да добиете биткоин. Значи вие не може да го извадите вашиот биткоин од овој Spot ETF. Сега бараат тоа да се дозволи, да може и да внесете ваш биткоин и да изнесете ваш биткоин доколку сакате да излезете од овие Spot ETFs. Дали тоа ќе го дозволат останува да видиме, но со новата администрација тоа е многу голема реалност и тоа е промена на играта комплетно. Добро, спектrum само? Да речам, два моментални ETF да се воведе и leverage. Значи тоа е исто така промена на играта, затоа што дополнително, значи до сега беше дозволено само да се купува и продава на спот, се разбираме, значи количина колку што практично имате пари. Сега се дозволува да се поставуваат long и short leverage позиции, што пак ќе кажам, ќе го усложни малку пазарот, но е повторно. Ќе, како да кажам, ќе привлече капитал. Значи има доста, да речем, големи организации кои што сакаат leverage, кои што го прават ова со leverage, така да ова потенцијално е позитива за пазарот,
но и малку ќе го зголеми, да речем, нестабилноста, волатилноста на пазарот. Сега дополнителна работа која што треба да спомнеме. Значи моментално имаме огромна количина на спот ETFs за алткоини. Значи се повеќе расте бројот на апликации за спот ETF алткоини. Овде како пример е земен Tutel Capital, кои да се овие некои си како компанија, вели аплицирале за 10 различни криптовалути, меѓу кои XRP, Cardano, Polkadot, Chainlink. А верувале не, дури и за значи меме коиниве на Трамп, не можам да разберам, но тоа е тоа. Секој има право да аплицира на крајот од денот, значи гледаме дека се повеќе и повеќе алткоини добиваат апликации за спот ETF. Како што веќе кажавме, многу пати на каналот, значи ова сме го зборувале не знам колку пати до сега, само прашање на време е кога некој од овие алткоини ќе добие свој спот ETF, значи не фьючерс не интересира, но фьючерс е, да речем, добар почеток, затоа што ако одобрат фьючерс, најчесто потоа следи и спот ETF, каде што разликата е во тоа што во фьючерс вие не го купувате the underlying good, односно XRP или Solana, туку купувате хартии од вредност кои што ја емитираат цената на овие добра, што е глупост, но како и да е, тоа е реалноста. Значи во оваа ситуација ние зборуваме за спот ETF, каде што ќе има промена на пазарот, затоа што овие капитални организации, фондови, ќе ги купуваат овие криптовалути. Се разбираме, затоа што ако некој нивни инвеститор, клиент сака да ги купи, значи купи акции во овој фонд, да речеме фонд за Solana, активно и Bitwise мора да купи Solana во противредност. Сега гледаме дека следните датуми, како што можеме да видиме, се на крајот на јануари, значи тоа е до сега веќе треба и да има одлука, очигледно ако имаше ќе видевме, следните се во март за одлучување за овие алткоини. Така да останува да видиме. Се тоа нормално ќе видиме како ќе се одвива наскоро, пак ќе кажам само прашање на време кога ќе добиеме алткоин спот ETF. Значи тоа е повеќе од реално. Сега, знаете дека имавме AI Sell-off, значи тоа беше DeepSeek, тоа е она компанија од Кина која што моментално направи промена на пазарот, значи буквално влегоа со многу помал капитал, со многу помал капацитет за производство, а така речено смислиле, значи хардвер кој што е подобар од оној на Nvidia. Сега дали и како се до тоа ќе се одлучи, мораме да видиме со време. Значи првичниот иницијален пат не значи ништо освен само паника на пазарот. Видовме паника како на традиционалните, така и на криптопазарите, значи ова тоа на некој начин го иницира и го видовме тоа преку AI токените. Ако се сеќавате, јас ова го напоменав. Значи на нашата Patreon група кога зборувавме, значи активно во постовите, значи ја кажав дека нормално дека се очекува дека и AI токените ќе бидат погодени и тоа гледаме дека на некој начин паниката се уште трае. Значи гледаме дека Fed имаше голем пат од околу 10%, и сличната ситуација ја беше и во Render, и во TAO, и во да речем GRT, во сите овие имавме практично пат, како што може да видите. Тоа е корелацијата на традиционалните пазари со криптопазарите, што е сосема нормална ствар. Дена, значи ова беше падот кој што го доживеавме на понеделникот, така околу 11%. Огромен селов до сега невиден од една компанија, посебно ваков тип на компанија, топ 5 во светот, да изгуби околу 400 милиарди долари маркет кап, со тоа што една интересна работа која што мора да напоменеме е дека ова беше само иницијален страф и погледнете. Во текот на вчерашниот ден веќе 9% порасна маркет капот на Nvidia. Сакам да ви кажам, значи ова се тие панични моменти каде што многу луѓето излегуваат на пазарот поради било какви причини, не може да биде тоа AI, може да биде било што друго. И затоа велам, значи не треба да се брза со вашите одлуки, не треба да се избрзува со влез и излегување од пазарот, посебно ако имате поставено за себе долгорочни цели, како што тоа ние го имаме, гледате дека вакви паники воопште значи не тангираат на некој начин и гледате дека и понатаму продолжуваме да акумулираме. За нас и понатаму е bull market, за нас и понатаму останува добро време за купување, со тоа што пак е напоменам, дури и некој од овие сфери да нема добар ефект, да нема добар раст, на крајот од денот, значи затоа ние имаме диверзификација, тоа е поентата на диверзификацијата, да ви дозволи да имате застапеност во повеќе различни технолошки сфери, ако некој од нив, да речем, подклекне или нема добар резултат, другите да го надополнат ваквиот проблем или ваквиот испад на некој начин. Сега продолжуваме понатаму, значи пак ќе напоменам за AI, само што може да направиме и да докупиме, и тоа посебно Render наскоро, со тоа што неговата цена е доста ниска се уште.
Тоа беше најдобрата работа која што произлезе од овој пат, ништо повеќе. Сега, моментално нова вест која што доаѓа од Ripple е првенствено во SEC, значи дека од нивната официјална страна е изваден така речено значи тужбата против Ripple. Сега овдека многу добро кажано од еден од адвокатите кој што следи овој случај, тоа што е извадено од страната на SEC не менува ништо, значи тоа е исто како некој сега моментално да го извади случајот од, да речем, јавно обвинителство на огласната табла, се разбираме. Значи нема разлика, зошто? Затоа што на крајот од денот активен е случајот во судскиот систем во Америка, но на некој начин ваквиот показател покажува дека потенцијално може да заврши наскоро овој случај. Значи пак ќе напоменам, не за џабе, Ripple плати $5 милиони за инаугурацијата на Трамп и тоа наскоро може да се покаже како причина зашто ова го правеле, нели останува да видиме, но ова е добар чекор пак. Иако не е ефективно ништо променето во однос на процедура, сепак на крајот од денот ова е добар чекор кон потенцијално завршување на случајот на XRP, така да не треба премногу да гледате во ова, но ова е позитивно на долг рок, дека ете гледате, SEC прави некои промени потенцијално кои што алудираат на крај на овој случај. Исто така, нова вест од XRP, колаборација со Ondo. Знаете дека Ondo моментално функционира на Securitize, односно на Buidl, кој што е фондот за токенизирање на државни обврзници на Мурика од страна на BlackRock и моментално официјално Ondo ќе се најде на XRP Ledgerот потенцијално од следниот месец, како што овдека напоменато. Значи практично токенизирањето на обврзници ќе продолжи да се прави дополнително и на XRPL, на XRP Ledgerот, со тоа што вели претходната година вика $10 милиони вика Ripple инвестирала во така речено токенизирани обврзници на Мурика. Значи гледаме на некој начин пазар кој што одговара на двете страни и пак ќе кажам ова не е прв пат, значи знаете дека Securitize односно Buidl прво се прошири на Avalanche, Optimism, Polygon и така натаму, за тоа да го направи сега моментално и на XRP Ledgerот. Пак ќе кажам крајно позитивно. И уште една вест која што имаме, а тоа е дека потенцијално значи Бред Гарлингхаус, значи сега не знам каде, искрено не сум го видел нигде ова, разговарал и така речено потенцирал за потребата на XRP да биде дел од муриканската стратешка резерва. Ова не е толку XRP колку што е алткоините треба да бидат дел од американската стратешка резерва. Значи тоа е идејата за која што практично и самиот Бред Гарлингхаус напоменува дека да се биде практично постојано пермабул на биткоин и да се биде максималист е лоша работа, дури и за самата држава, и дека едноставно на овој начин имате диверзификација и дека да бидеме реални, другите алткоини имаат своја иднина, тоа што ние постојано го зборуваме, значи да се биде максималист е промашај, комплетен промашај. Тоа е пак ќе кажам како да верувате дека само една компанија за производство на автомобили треба да постои или само една компанија за производство, не знам, на авиони или како и да е, ме разбирате, значи не може такво нешто да постои. Конкуренцијата е здрава работа, посебно кога станува збор за пазарна економија, така да поради оваа причина сосема се слагам со Бред Гарлингхаус и потребата и другите коини. Ја не велам дека треба сега другите коини да бидат дел од муриканската резерва, но сакам да кажам дека треба да бидат земени во предвид затоа што секој од овие коини си има своја вредност, како технолошка, така и капитална. Wormhole, што ова е многу голема вест од Wormhole, затоа и денес гледаме дека неговата цена малку порасна во текот на среда нормално, а тоа е дека истиот Wormhole, како и XRP Ledgerот, така и истиот е во партнерство со Securitize. Како што кажавме, Securitize е компанијата која што стои позади Buidl, а тоа е фондот за токенизирање на обврзници, а верувам понатаму и на многу други работи, на BlackRock. Wormhole официјално ќе биде Primary Interoperability Solution, односно се што е во однос на трансфер на капитал и информации помеѓу Buidl или Securitize и останатите блокчейни ќе биде правено преку Wormhole, затоа што иницијално Buidl и Securitize е изграден на Ethereum. Како што веќе кажавме, значи истите направија колаборација со Arbitrum, Avalanche, Optimism, Polygon, дека истите ќе бидат практично блокчейни на кои што ќе може да се префрлаат овие токенизирани обврзници, а како ќе се прави тоа? Преку Wormhole. Затоа и ви реков, значи купивме Wormhole пред колку беше 2 недели и понатаму ќе продолжиме да акумулираме затоа што не можеме да бидеме сигурни дали Wormhole или Axelar ќе биде решението кое што ќе биде општо прифатено, а фактот дека BlackRock одлучил Wormhole да биде дел, а не Axelar, интероперабилити солуција,
Затоа ќе ги имаме двете, па кој ќе победи супер, секако и за другиот ќе има место, но во секој случај тоа е позитивно за нас. Значи ова е крајно позитивен момент затоа што вели пак е прост пример. Тоа се 55 милиарди долари моментално капитал кој што е вложен горе-доле во обврзници или било каков тип на токенизирани ствари, кој што може практично да биде пренесуван од еден на друг блокчейн преку Wormhole. Значи ова е крајно позитивна позиција да се биде на пазарот, со тоа што значи еве моментално зошто го сакам ова, значи погледнете и сами, моментално колку е голем моментално Buidl, значи Buidl моментално се наоѓа на второ место со 642 милиони долари токенизирани обврзници на Мурика, што практично ви покажува колку е голем интересот и колку се повеќе интересот се зголемува за токенизирање на ствари од реалниот свет. Во оваа ситуација зборуваме за DeFi, практично CeFi влегува во DeFi, така. Значи ова е крајно позитивно и е многу добра вест за Wormhole. Следна интересна вест доаѓа од Stellar фондацијата, која што официјално, погледнете, ова е многу позитивно, 27 јануари, пред 2 дена, партнерство со Обединетите нации. Да, и да не забораваме, како може да забораваме? Знаете дека еден од оние кои што највеќе помагаат во алткоинвестите е Анџел. Значи, еден голем поздрав до Анџело Стојановски, нашиот соработник од Германија, кој што постојано помага во прибирање на овие вести. Значи, пак ќе напоменам, многу стратешка помош добиваме од овој поединец кога станува збор за вести и му благодарам од ното на душата, значи стварно помага кога станува збор за описменување на македонскиот народ и нормално ние тоа нема да го заборавиме кога конечно ќе успееме да се осамостоиме како посебна компанија. Така да му благодарам уште еднаш, нормално со тоа и продолжуваме со самото видео. Значи, како што кажав, XLM, односно Stellar фондацијата, има партнерство со Обединетите нации директно. Со тоа што Обединетите нации има посебен тип на development програма, која што се однесува на неразвиените земји или земјите во развој, каде што сега преку оваа програма Stellar фондацијата ќе шири прво едукација за блокчейн, а второ ќе нуди конкретни солуции, open source алатки за било каков тип на финансиски услуги, за било каков тип на овдека дури и помага на самата Обединети нации во однос на распределување на хуманитарна помош и така натаму, така да и дури овдека гледате програми за трансфер на капитал надвор и во одредени земји. Значи имате многу позитива во сето ова, затоа што Обединетите нации за било која од овие, да речам, сврхи ќе го користи Stellar. Ова е многу позитивно. Пак ќе напоменам, не заборавајте, Обединетите нации е организација која што колку е 99% од земјите во светот се членки. И замислете кога вие сте официјалниот блокчейн проект кој што е во партнерство со оваа организација. Значи крајно позитивно, така. Alchemy Pay. Една од главните причини поради кои што јас верувам дека беше оној скок, иако главната причина е техничка анализа, односно созрел коинот за да направи ваков скок. Значи верувам дека е добивањето на лиценца од страна на Австралија за да биде првенствено тоа е како менувачница за кеш во дигитални валути назад, а со тоа нормално и лиценца за трансфер на пари, како во така и надвор од Австралија. Значи ова е многу голем чекор, затоа што замислите Австралија повторно е една од најразвиените економски зони во светот, каде што сега, значи со овој блокчейн бум кој што го имаме, на Alchemy Pay му се дава да биде on и off board на сите менувачници кои што се наоѓаат во Австралија, крајно позитивно. Значи ова е многу голем чекор напред за проектот. Не заборавајте, проектот дури со 100% скок има само околу 200 милиони маркет кап, што е смешно, а гледате што прави во светот. Значи јас пак ќе напоменам, тој прв скок е само почеток. Ја доправа очекувам многу од овој токен. Сега дополнително Davos 2025 година, како што веќе напоменавме во неделата, специјалното неделно видео. Да, се извинувам, значи некои од видеата се малку полоши, јас се извинувам, но проблемот е големината на обврските кои што имам во текот на денот, така да поради ова и некогаш едноставно немам време да направам соодветно видео, морам да го правам на работа со работен лаптоп, значи едноставно не можам да го носам нашиот лаптоп кој што е малку подобар во перформанси, така да се извинувам кога има некои пречки, значи малку ми е постап перформансот на овој лаптоп и затоа се случуваат овие пречки каде што некогаш не е целосно синхронизирана сликата со звукот. Се извинувам, значи верувајте ми, наскоро се тоа ќе биде решено комплетно, каде што сите видеа ќе бидат правени во професионалното студио и тоа е тоа. Само стрпете се уште малку, ќе стигнеме до тој момент наскоро. Сега, овдека можеме да видиме дека практично представникот на Hedera
така речено после завршувањето на Давос и Светскиот економски форум, истиот напоменува дека Хедера бил еден од клучните проекти таму и јас комплетно им верувам затоа што и во 2024 година беше и гледаме што значи кога имате институционални пријателчиња. Тоа го видовме значи во однос на цената на Хедера во последниот бул маркет. Со тоа што погледнете. Значи биле дел од неколку битни настани, тоа се официјални настани кои се организирани директно од Давос, од Светската економска Светскиот економски форум. Значи, првата е Building Trust, the Foundation for Responsible AI, втората, значи ова се гледајте само на колку настани, сега да не мора да ги читаме нели конкретно, само сакам да ви кажам дека официјално биле дел говорници на овие настани, дополнително гледаме дека се крајно поддржани така речено од американската држава во однос на своите преговори и така натаму во соработка со различни ентитети би рекол во Давос. Значи на вистина дечките се во многу добра позиција. Пак ќе кажам, не се само проект кој што е таму гостин, туку е еден од главните проекти кој што гледаме дека му се слуша гласот и дека има доста добра иднина баш поради ова. Значи затоа и ви напоменав, гледајте кои се проектите кои што се наоѓаат во Давос, тоа ќе биде потенцијално проектите кои што имаат институционална адаптација први и тоа нормално го видовме во многу од истите, како што беше IOTA, како што беше HBAR, XLM, XRP, без промашај, така. Значи сите овие големи проекти добија институционална поддршка на еден или на друг начин. Втора добра вест од HBAR доаѓа од KPMG. KPMG е една од најголемите консултантски компании во светот, сега нормално дека имаат консултантски услуги од различен фазон, со тоа што моментално значи Хедера во Индија, значи на крилото на KPMG во Индија ќе биде главниот леџер кој што ќе се користи како за самата фирма, така и за нејзините клиенти. Односно, ова е стратешко партнерство за сите компании и клиенти кои што ги имаат во и надвор од Кина во овој сектор, да практично кога им е потребно било каков тип на DLT, нели, Distributed Ledger Technology, да биде користена Хедера и да биде промовирана Хедера. Со тоа што дури и се зборува дека заедно ќе работат на одредени солуции кои што нормално потоа ќе бидат нудени на своите клиенти. Чисто да разберете колку е голем KPMG, значи ова се најголемите, само да ви ги покажам, најголемите 10 меѓу кои гледаме дека KPMG е една од нив, со тоа што KPMG сама по себе, значи има повеќе од 142 земји своји представништва и повеќе од 275.000 клиенти и партнери. Така да тоа ви кажувам дека станува збор за огромна организација која што гледаме дека се занимава со консалтинг и во оваа ситуација тоа би било крајно добар потенцијал и за самата Хедера. Дополнително овдека мора да го спомнеме и од Давос средбата и партнерството кое што ќе настапи помеѓу ICP и HBAR. Значи има заедно предавање на кое што представникот на HBAR, ако не се лажам беше и CEO на HBAR, јавно кажа дека се спрема партнерство помеѓу овие две велесили би рекол, со тоа што HBAR, значи клучно беше тоа што и самиот CEO јавно кажа дека значи софтверот кој што го развил ICP е толку уникатен и толку напреден и толку многу им се допаѓа што едноставно неизбежно е ова нормално да биде една успешна соработка. Пак ќе кажам, кога од еден ваков голем проект до друг проект доаѓаат ваков тип на пофалби, тоа не може да биде, значи да речем избегнато, на вистина е битно и треба да се спомне, така да допрва ќе видиме какво ќе биде ова партнерство, но верувам дека не може да биде лошо, тоа сигурно ќе биде нешто позитивно за сите оние кои што држиме и ICP и HBAR. Сега, следна вест доаѓа од Дубај, каде што Solana прави своја криптоекономска зона. Е во Дубај како еден од најголемите хабови за блокчейн во светот, вклучувајќи овдека нормално првенствено Блискиот Исток, а понатаму и пошироко во светот, каде што идејата на Solana е практично да инвестира во овој сектор, во овој, да речем, сектор од светот, и сега идејата е да направи, така речено, 3 беше, би рекол, засебни иницијативи, кои што ќе бидат дел од оваа економска зона, а тоа е контент, односно да формира најразличен тип на едукација, која што треба да помогне во разбирањето и имплементирањето на блокчейн технологијата, посебно во Дубај, капитал, односно не само да се бараат VCs, venture capitalists, туку вели и да се оди кон тоа да
самата Solana инвестира, така речено почне да иницира своји проекти кои што ќе потекнуваат од Solana, со тоа што вели со директни инвестиции, ова се некои проекти за развој, да така речено помогне на било каков тип на бизниси во Дубај да пораснат во, да речем, следните проекти на крипто. И комјунити, нормално, градење на заедница, значи тоа е поентата кога ќе дојдете во одредена територија да направите сопствена заедница, која што понатаму ќе го надградува тоа што го работите вие како заедница, како заедништво. Како и да е позитивно, значи, нели, на крајот од денот секое ширење на било кој од овие проекти е крајно позитивно за нас. Полигон, конечно некои вести од нив, значи не заборавајте, не е дека не работат, но многу од вестите не се достојни да ги споделиме со вас, ги бараме најдобрите. Моментално се спрема втора сезона на Polygon Grants програм, значи communities, со тоа што идејата која е? Околу 35 милиони пол токени ќе бидат донирани како од самиот трежери на Polygon, така и од дополнителни организации кои што соработуваат со нив, а тоа е AI16Z, Crossmint, IoTex, Strive, Gitcoin, кои што како дополнителни проекти во склоп на Polygon или во соработка со Polygon, самите ќе донираат пол токени и идејата е да се развијат стартап компании за AI, Deepin и мемекоини, не знам зошто, но ете и мемекоини. Значи пак ќе напоменам, идејата е овие 35 милиони пол токени да бидат дадени на стартап компании кои што сакаат да развијат свој проект. Значи треба да се пријавите до 15 април, доколку некој е заинтересиран. Јас линк од ова ќе оставам во дескрипција нормално, за да можете да потенцијално се пријавите ако имате интерес за оваа програма. Дополнително, значи, како што веќе кажавме, еве како изгледа самиот распоред, значи како што кажавме до 15 април треба да се пријавите, потоа ќе има ревју период каде што трежерито на Polygon ќе биде тоа што одлучува кој ќе ги добие овие грантови, ќе бидат објавени грантовите и нормално ќе бидат доделени на оние кои што ги добиле со цел да го развијат својот проект. Така да позитивно, значи Polygon се обидува да помогне во развој на сопствениот екосистем. Од SUI доаѓаат некои интересни вести, меѓу кои првата е дека колку интересно направено. Компанија која што работи на SUI блокчейнот, Mysten Labs, успеа да развие тип на софтвер кој што ќе дозволи на било кој, да речем, човек кој што користи SUI мрежа, да може да прави трансакции преку SMS. Значи не ви е потребен интернет, туку преку SMS ќе можете да правите било каков тип на трансакции. За почеток нормално станува збор за најосновни peer-to-peer трансфери на капитал, но понатаму очигледно ова ќе биде за се. Така да SUI ќе ви дозволи, доколку немате интернет мрежа, ова да го правите преку SMS пораки. Крајно позитивно, пак ќе напоменам, алтернатива доколку нешто се случи со интернетот, нормално, е да не забравиме дека ова Биткоин го има одамна. Во Африка е дозволено на било кој да користи SMS за трансакции на биткоин, така да не е ова ништо ново, но е сега моментално гледаме интегрирано на SUI. Со тоа што уште една интересна работа која што треба да спомнеме, за жал негативна, е дека сега ова не е хак на SUI самиот по себе, туку е хак на некој инвеститор на SUI и тоа солидно го огребале, 29 милиони долари вреден SUI му собрале и истиот веќе е нормално пратен на Tornado Cash, тоа се оние миксер служби. Верувам дека сега го следат, има таму соодветни служби тоа што го работат, како што се Chainalysis. Значи идејата е дека моментално ова што успеале да го направат, кои да се хакериве, веќе го преместуваат на други блокчейн адреси, потоа на Tornado Cash, каде што се обидуваат да ја раскинат онаа врска со почетниот SUI и практично да го променат во нешто друго и на тој начин да не може да бидат следени. До сега искрено многу малку успеале такво нешто да направат, а посебно кога станува збор за толку голема сума, така да останува да видиме како ова ќе заврши, но не верувам дека ќе заврши добро за хакерите како вообичаено. Не заборавајте дека блокчейн е крајно транспарентна технологија. IOTA моментално е избрана да биде дел од Обединетите арапски емирати, имаат посебен sandbox, ова е посебен тип на да речем програма каде што ќе може да тестирате. Оваа програма на Обединетите арапски емирати не е само нивна, туку е во корелација со Светскиот економски форум, така да Светскиот економски форум и Министерството за економија на Обединетите арапски емирати моментално го прават овој sandbox каде што IOTA е избран да биде Layer 1 блокчейнот кој што ќе помогне при KYC, односно Know Your Customer, процедурите ќе бидат правени преку IOTA за сите оние компании кои што сакаат да така речено работат со блокчейн во Обединетите арапски емирати, како што веќе кажавме.
станува збор за еден од најголемите хабови на Блискиот Исток за ваков тип на технологија, така да го изберете IOTA да биде блокчейн на кој што ќе се вршат сите KYC е крајно позитивно, иако ова не е завршено, ова е само sandbox фаза. Понатаму верувам дека ова дополнително позитивно ќе биде за IOTA. Значи не заборавајте, IOTA прва беше таа која што се премести во Дубај, направи свое представништво, гледаме дека тоа вродува плодови и ова верувам дека дополнително позитивно ќе се одрази на самиот проект и неговата цена. Тетер се сели во Ел Салвадор, значи досега беа во British Virgin Islands, има свое представништво во Сингапур, свое представништво во Лугано, како што кажуваат представништвата низ целиот свет остануваат, но официјално headquarters ќе прави во Ел Салвадор, очигледно има нешто што не го знаеме, кој што се договориле помеѓу себе. Не верувам дека ова многу ќе се допаѓа на Мурика, затоа што Ел Салвадор пак на крајот од денот е, не би рекол непријателска земја, но не е сигурно пријателска земја. Посебно, ајде сега со Трамп можеби и ќе помине како што треба, зашто нели ќе се најдат на иста карта, тоа е биткоин, но генерално ова не верувам дека се многу радосни околу се тоа, затоа што не заборавајте дека Тетер поседува една од најголемите количини на токенизирани обврзници на Мурика. Не верувам дека тоа е многу мило кога се наоѓаат во вакви земји, како и да е, не е ни битно. Битно е дека моментално се преместува од Ел Салвадор, каде што имаме крајно позитивна легислатива. Ова е за нас добро. Зошто? Затоа што кога ваков тип на компанија која што може да предизвика многу катастрофален black swan настан на криптосекторот, се пресили во регулатива која што е крајно про крипто, тоа е крајно позитивно и за нас. Така, значи се помале потенцијалот да се случи ваков тип на black swan настан. А тоа дека не треба да веруваме на централизирани ентитети без разлика дали е Tether, дали е KuCoin, дали е Binance, дали е така натаму, е уште една причина за тоа. Значи KuCoin моментално е прогласен за виновен и истиот ја признал вината за сега овдека операции надвор од законодавството во Мурика. Нема ни да влегуваме, не ни е ни битно. Значи ова е тоа што јас ви го кажувам постојано. Не верувајте во централизирани менувачници, централизирани ентитети, Circle, USDT и така натаму. Се на Ledger. Зошто го велам ова? Овдека поминале со 300 милиони казна и нели бараат моментално 2 години оваа менувачница да не биде присутна во Америка, дополнително бараат нејзините моментални да речем челници да бидат заменети веднаш, но тоа не го менува фактот дека замислете што би се случило ако поради некоја причина се затвори оваа менувачница и се конфискуваат нејзините ствари. Значи вие среде bull маркет останувате со прстот во уста, ако вашите средства ви стоеле на KuCoin. Затоа уште еднаш ќе напоменам, не е толку битно што направиле, затоа очигледно се соодветно казнати. Не верувајте на вакви централизирани ентитети без разлика колку се големи, без разлика што ви кажуваат. Вашите средства на ваш Ledger, не мора да биде Ledger, може да биде Trezor, може да биде Elipal, може да биде било што, Tangem, само не ги чувајте на централизирана менувачница. Значи за да не завршите како што се случи со FTX, како што се случи со многу други останати. Coinbase е одобрен за да работи во Аргентина, исто така позитивно. Гледаме дека Coinbase кој што беше иницијално само во Мурика, гледаме дека се повеќе се шири, гледаме дека се прошири во Европа преку своја филијала, односно доби Mika Compliance, се прошири низ Карибите, гледаме Аргентина моментално, значи Coinbase се обидува да стане глобален играч. Ова ви кажува дека тоа што стои позади него BlackRock очигледно му дава сила да продолжи да расте. Значи Coinbase се спрема да биде една од најголемите менувачници во светот, иако Binance му е трн во око, значи очигледно институциите спремаат Coinbase да биде глобална менувачница. Така да имате во тоа предвид, ние одамна го зборуваме. И последната вест за денеска ни доаѓа од X, односно од Илон Маск или Twitter, каде што моментално официјално пред само еден ден склучиле договор со Visa. Знаете дека ќе има X-Payments, каде што на самата платформа ќе може да се плаќа еден со друг или пак да се оставаат типови бакшиши како сакате на оние кои што ги имаат своите твитови, значи на луѓето кои што ги следите нормално. Со тоа што се уште не е објаснето како се тоа ќе се движи, сега за сега се знае дека иницијалниот провајдер на трансакции ќе биде Visa за банкарските сметки кои што ги користите нормално за плаќање на оваа платформа. Се уште не знаеме со сигурност како ова ќе се движи. Ова е само првата вест која што потекнува и повеќе од ова за жал не знаеме, но како и да е, ова е пак позитивно, значи дека се повеќе и повеќе Twitter се движи кон онаа солуција која што ја најави уште пред години наназад, дека ќе имаме X-Payment, така да останува да видиме како тоа ќе се реализира.
И на самиот крај нема да должиме денеска со одјава, значи за жал имам многу обврски, се надам дека уживавте во нашето видео како и секогаш, се што барам од сите македонци кои што следат нашиот канал е доколку ви се допаѓа да ни помогнете да го прошириме на што повеќе македонци, така да се што барам е споделете го ова наше видео на што повеќе македонци за истите да научат што може повеќе за блокчейн, макроекономија, па и геополитика би рекол во оваа ситуација. Благодарам и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџи.